Нијагарините водопади беа осветлени во црвено-жолта боја во спомен на жртвите во катастрофалниот пожар во Кочани пред една недела. И на американската и на канадската страна на Нијагарините водопади беа осветлени со црвена и жолта боја како што е знамето на Македонија. Роденденска прослава во училиште во Лондон се претвори во напад на група млади луѓе со ножеви, при што се повредени двајца тинејџери. Полицијата уапси тројца тинејџери по инцидентот во основното училиште Елм Парк во Хаверинг, во Есекс, што се случи во саботата навечер. Полицијата беше повикана нешто по 21 часот во саботата навечер поради тепачка на поголема група на млади. Кога пристигнале полицајците, неколку тинејџери биле агресивни кон нив. Тројца се уапсени поради напад, рече портпаролот на полицијата. Екрем Имамоглу, градоначалникот на Истанбул, вчера требаше да биде избран за кандидат на Републиканската народна партија на претседателските избори во 2028 година. Како одговор на неговото апсење, синоќа избувнаа најлошите немири во Турција во повеќе од една деценија. Полицијата употреби солзавец, водени топови и гумени куршуми за да ги растера демонстрантите. Имамоглу рече дека обвиненијата против него се политички мотивирани. Никогаш нема да се покорам, напиша тој на Икс пред да му биде одреден притвор. Ердоган ги осуди протестите и ја обвини турската опозицијска Републиканска народна партија, дека се обидува да го наруши мирот и да ги поларизира луѓето, пишува BBC. Шумските пожари ги принудија локалните власти во американската сојузна држава Северна Каролина да наредат евакуација на жителите кои се уште се опоравуваат од ураганот Хелена, додека гувернерот на Јужна Каролина прогласи вонредна состојба поради шумски пожар кој исто така се шири во таа држава. Одделот за јавна безбедност на Северна Каролина издаде наредба за задолжителна евакуација која започна во саботата за делови од округот Полк на западот на државата, околу 130 километри западно од Шарлот.